Гледаш, си збориме македонски само ради тебе, Фала за гостите, господја Диана, Џабир и граначалникот Тарвари. Ретко го гледам, ама честе. Јас сум секој сум побарал да го имаме почесто и во Советот. Викнете ме почесто ќе дојдам. Да, и за нас би било поинтересно да се обратиме. Нема врска, сакав да кажам накратко, само ваквите средби се добри, навистина се добри, кога се зборува за Together for a Better Future, значи за тема мултикултурализам, европски вредности и овие етнички теми, мада што изгледа некојаш наивно, но не се наивни. Видете, другата страна, значи силите на злото се многу поактивни. Посебно ако имаш ако земаме предвид дека технологијата колку возможува сега можност за радикализација и на етничка база и на религиозна, тие не спијат, тие работат многу, а гледате, вие требаше да дојдете од Скопје, ние да се собереме овде 100 луѓе, гледате, има 20 луѓе кои слушаат за толеранција етничка. Од другата страна имате голема ауденција и така да ова борба јас би ве посоветувал да ја продолжите, иако мислиме дека овие теми се веќе не се интересни во Македонија. Се, гледате во Америка. Значи за час може да искрсне проблемот. Таму има со рацизам, но и она ethnical part е исто така присутен. Така да ова борба никош не треба да се земе дека е завршена, секогаш треба да обстоја сили кои се борат за такво едно отворено општество. Само да ви кажам кратко дека Советот дава многу добар пример за меѓуетничкиот живот во градот и тоа се одразува и кај граѓаните. Мене многу ми е мило и се надевам и таква атмосфера да обстојува, како што обстоела секогаш во нашиот град, но не треба да спиеме дека by default тоа ни доаѓа. Значи секогаш за вакви вредности вреди да се бори, оти другите сили исто така работат цело време. Благодарам на посетата и тука сме ви партнери за било што.